ова издание. Американскиот центар за контрола на болести предупредува: се повеќе млади заболуваат од COVID-19, а имаат и се потешки симптоми. Македонските власти се приклучуваат во проект за грчка гасна централа. Што значи тоа за економската и за енергетската стабилност? Нула отпад. Скопје ќе ја добие првата целосно еколошка продавница. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Во Соединетите држави има се повеќе кластери на COVID-19 во детските градинки и во младинските спортски центри, предупредува Центарот за контрола и превенција на болести. Новите варијанти се почесто ги напаѓаат по младите и предизвикуваат потешки симптоми. Директорката на Центрите за контрола и превенција на болести Рошел Валенски, зборувајќи на брифинг во Белата куќа, рече дека има зголемување на бројот на случаи на коронавирус кај младите луѓе, во време кога во земјата се зголемува и присуството на нови варијанти на вирусот. Из целата земја гледаме извештаи за кластери на случаи кои се поврзани со детски градинки и младенски спортови. Во болниците има се повеќе млади, луѓе во 30-тите и 40-тите години кои се со сериозни симптоми. Според податоците, ова се случува додека гледаме изголемено присуство на нови мутации на коронавирусот. 52 юрисдикции пријавија случаи со варијанти кои загрижуваат. Високо заразната варијанта B117 потекнува од Британија. Таа е најчестата варијанта која циркулира во САД и е попренослива и позаразна кај помладите американци, вели Валенски. Во областите со значителна или висока локална трансмисија, протоколите на Центрите за контрола и превенција на болести конкретно предвидуваат да не се организираат младенски спортски активности кои не се надвор и кои не може да се практикуваат со дистанцирање од најмалку 2 метра. И големите собири треба да бидат откажани. Администрацијата на Џо Бајден исто така соопшти дека федералната влада го проширува пристапот до вакцини против коронавирус за сите локални здравствени центри. Ја прошируваме програмата за вакцинација во локалните здравствени центри, со што речиси 1400 здравствени центри може да се пријават и да добијат дози за нивните пациенти. Многу локални центри се наоѓаат во места каде нема друга здравствена заштита, третираат пациенти кои во најголем дел немаат осигурување или имаат само делумно осигурување. САД се први во светот со повеќе од 31 милион потврдени случаи и повеќе од 560.000 починати, покажуваат податоците на Универзитетот Џонс Хопкинс. Од Белата куќа велат дека програмата за вакцинација се спроведува побрзо од планираното и дека повеќе од 110 милиони американци имаат добиено барем една доза од вакцината. Македонските власти одлучија да се приклучат на проектот за грчка гасна централа во Александрополос. Дел од експертите сметаат дека ќе беше поисправно земјата да изгради ваков објект на своја територија. Приклучувањето на Северна Македонија во изградбата на гасната централа и терминал во Александрополис, Грција, на земјава ќе ја овозможи посигурна енергетска иднина, односно трајно и стабилно снабдување со природен газ. Неодамна беше подпишан договор со грчката страна, според кој земјава ќе партиципира со 25% учество во гасната централа на природен газ и со 10% во гасниот терминал. Планот е до 2023 година истите да бидат пуштени во употреба. Сакам да ја изразам поддршката на Соединетите Американски држави за развивањето на новиот енергетски пазар и учеството на нашата земја во него. Северна Македонија повеќе нема да биде крајен корисник на природен газ од само еден извор, туку ќе биде важна транзицијска рута за природен газ во цела југоисточна Европа. Силна поддршка од САД земјава доби уште во октомври 2020 година, кога во Скопје беше помошник од државен секретар за енергетика и ресурси Францис Фенон. Овде е битно дали како земја на тоа што ние сакаме да го направиме, а тоа е енергетски хаб на Балканот, не само енергетски хаб во смисол на спроведување на газ, туку и на другите извори на енергија, треба да бидете да не зависите од еден извор. И тоа е клучното во начинот како и стратешки се справуваш. Но експертите имаат друго мислење. Мојот личен став дека е тоа и економски и финансиски погрешно решение, затоа што
инвестицијата во иста таква централа на две локации во Македонија за истите пари ќе обезбеди знатно поевтини и подобри економски резултати. Димитров смета дека овој проект е финансиски осуден на неуспех, затоа што цената на течниот газ во споредба со гасот кој доаѓа преку цевководите била значително повисока. Тој течен газ треба со бродови да се транспортира генерално од Америка, но тоа е геостратешки проблем, политички проблем, притисок на Европа да купува енергент од Америка, да се направи политички притисок на Русија. За земјава, вели тој, најдобро е да се приклучи што е можно побрагу на така наречениот европски гасовод тап кој минува низ Грција. Во моментот земјава добива газ од соседна Бугарија, но неговата искористеност е само 40% поради немањето целосна гасна инфраструктура и дистрибутивни мрежи кои се во тек на градба или се најавуваат дека ќе се градат. Од Охридца, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Идејата нула отпад добива се поголема поддршка, особено помеѓу помладите македонци. Скопје наскоро треба да ја добие првата продавница која за приоритет ќе ја има заштитата на животната средина. Шампонот да се продава на точење, храната да се чува во хартија од пчелин восок, а пластичните шишиња и кеси воопшто да ги нема. Звучи утописки, но по тој концепт треба да работи првата нула отпад продавница во Скопје. Зашто секој пат кога купуваме одреден продукт, го купуваме и пакувањето, зашто не го купиме само сапунот или само шампонот за коса или само регенераторот, како жена нормално користам илјадници продукти за нега и за убавина. Идејата е на Марија Арсовска, Теодора Страшевска и Дејан Вилјанов. Млади ентузијасти кои веруваат дека продуктите може да се продаваат и без амбалажа. Сака да ги потекнат луѓето да купуваат производи што не ја загадуваат околината. Не е поентата само да продадеме нешто и да не оствариме профит, туку поентата е да имаме позитивно влијание врз луѓето и луѓето утре дури да не купуваат од кај нас, барем да знаат какви одлуки прават во врска со купувањето и да ги прават и одлуки паметно. Според замислата, продавницата наскоро треба да почне да работи онлайн, а ќе бидат достапни производи од занајчии и од мали бизниси. Еден од првите соработници е младиот дрводелец Горан Милановски од Охрид. Четката е дрво, не прима вода, се третира како што можете да видите со посебни масла во соци и истата лесно се чисти. Дрвената четка за садови наскоро ќе добие природни влакна и ќе го исполни условот за продукт од рециклирани и разградливи материјали. Наместо да биде фрлена како отпадно дрво, ќе заврши во нечиј дом. Во нашата дејност останува многу, да не речам ајде отпадно дрво, но истото е веќе купено како суровина. Тоа се потенки парчиња, подолги, што не ни влегуваат во некој друг проект. Ние тој тип на дрва ќе го искористиме за изработка на материјалите, односно на продуктите за Скопје Go Zero Waste. Замислата на младите иноватори е да се создаде круг во кој материјалите што се сметаат за вишок нема да завршуваат на депонија, туку ќе добијат некаква примена. Циркуларна економија кај што продуктите навистина ќе можат да се вратат повторно во природата, како што тоа нели е и принцип, а да не е само нели она линеарна економија кај што влечеме продукти од земјата, ги искористуваме и потоа ги фрламе на депониите каде што реално не скапуваат продуктите каде што како што треба. Свесни се за предизвиците со кои можат да се соочат, но веруваат дека свеста кај граѓаните за намалување на отпадот ќе расте. Мора да се почне од некаде и поубаво е да се почне денес и да има, 0,01% интерес, отколку да сватиме за 20-30 години дека ние веќе предоцна и дека мораме да правиме некакви рестриктивни мерки. Доколку се остварат плановите, првата физичка нула отпад продавница ќе биде отворена во текот на идната година. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете не повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.